Благодарам, председателе. Дојдовме до состојба да се гласа дополнетиот предлог на Закон за равномерен регионален развој. Пред да се гласа, побарав процедурално во однос на текот на процедурата и доаѓање до состојба за гласање на ова законско решение, Законот за равномерен регионален развој. Морам да спомнам, иако плашејќи се дека овој закон ќе биде блокиран или закочен од страна на опозицијата, го пуштивте во процедура со европско знаменце, од причина што мислевте дека опозицијата ќе облокира. Еве, се докажа дека опозицијата на ова законско решение имаше 5 суштински амандмани, од кои што министерот беше доблезен и прифати 3 амандмани по основ на законот, и мислам дека има подобрување на ова законско решение. Затоа праќам еден апел до владачкото мнозинство и до владата да сватат дека опозицијата и кога пушта поголем број на амандмани, има во нив и конкретни амандмани кои што навистина се суштински за подобрување на самото законско решение. Крајно време е, колеги и пратеници и господа од владата, да сватите и да почнете сериозно да гледате на работата на опозицијата. Наша цел е подобрување на овие законски решенија, подобрување на легислативата и со тоа и приближување кон Европската Унија. На самата расправа и на вчерашната пленарна седница, министерот за локална самоуправа вети дека новиот закон за локална самоуправа, кој што е во изготвување, ќе биде двотретински закон и кој што ќе се разгледува на матичната комисија, кој што би требало да помине во една транспарентна и нормална процедура. Се надевам дека ќе биде испочитувано тоа од страна на министерот и учеството на опозицијата и во ова законско решение ќе биде од големо значење со своите амандмани и предлози кои што ги даде. По основ на оваа точка да информирам дека ќе бидеме воздржани, но ќе дозволиме да помине ова законско решение, бидејќи е врзано со рокови и пред се со добрата мисла на еден министер во оваа влада кој што е различен од министрите од СДСМ и кој што даде можност да се дискутира по ова законско решение и кој што навистина гледа во опозицијата како партнер со кој што ќе може понатаму да соработува. Благодарам.